Веројатно во тој домен од повеќето што е присутно е карактеристично се каже, еве јас бидејќи сум учествувал да речем во 5 пописи спроведени во Република Македонија, еден од факторите говори зашто пропадна пописот во 2011 година. Ради ова политичка волја. Тоа е првата работа. Втората работа е, со години се говори, и јас го тврдам тоа, дека не функционираат институциите во системот. Што значи тоа? Со сите дадени можности на проверка на избирачкиот список од два аспекти, од барањето, од методологијата и нивното спроведување е следно. Првото беше со административните проверки кои сакаше да се направи нешто, се дојде до голема заблуда. Грешки, појави, неусогласености. Веднаш се констатира и се каже, јас кажувам дека при неидентични закони, при нееднакви бази на податоци, при неводење на регистри, на состојби ќе се дојде до различни ситуации кои што тоа го откриваат. И тоа се покажа. Не е битно во бројката. Меѓутоа, вие да не со години не заведувате починати лица е нонсенс. Нешто неприфатливо. Вие со години да не вршите промена на адреси, на улици, на куќни броеви е неприфатливо. Тоа го покаже административната проверка, тоа го покаже и теренската. Во теренската, ради непромена на лични карти во совесноста на граѓаните, ради неидентификување во Министерството за внатрешни работи, ради недоставување идентични податоци веродостојни од Министерството за внатрешни работи во Државната изборна комисија се дојде до сите овие појави, проблеми, неусогласености и на се она што е присутно во функција на пречистен избирачки веродостоен список за граѓаните на Република Македонија. Пред малку беше говорено, Законот за престојалиште говори едно. Во рок од 8-15 дена од вашата промена на адресот, тоа треба да го направи граѓанинот. Точно е тоа дека со години наши граѓани, државјани се иселени надвор од земјата и го раѓа проблемот на проверките. Јас пред известно време говорев дека негде се проблематични околу 300.000 бирачи, гласачи во избирачкиот список по разни овие сите основи како да ги спроведеме. Првото беше, може по овие административни и теренски проверки е следното. Се открива, тоа е факт, 30, 50, 100 избирачи на иста адрес. Зашто? Заради институциите во системот што не функционираат. Имате една парцела каде што имала еден објект, сега на тој објект, на таа парцела има 5-6 објекти, кои што нигде не се заведени, а се појавуваат лица во избирачки список, на една иста адреса. Колку е точно и веродостојно, теренот го покажа. Теренот покажа колку наши гласачи државјани се наоѓаат надвор од оние што се обележани, тоа го нема со години, јас долго време го имам и работено тоа, колку наши државјани граѓани се заминати во странство. Нема таква бројка. Тие точки што сакаме, крстови, иксови во избирачкиот список е колку е веродостојно и колку е точно, бидејќи да и во пописот, во меѓународните стандарди, во Евростат, во Европска унија, каде сакате, се применуваат исти закони, процедури, методологии, класификации и стандарди. Ние тоа не ќе да го примениме како држава. Ние не ќе да знаеме колку сме во земјата, колку сме надвор. Тоа е дел и во избирачкиот список. Проблемот настанува веднаш, кај одредена етничка групација, во било која, вие сакате да не бришете во избирачкиот список. Пред малку каже Оливер, никој не брише од избирачкиот список доколку не постои законска регулатива. Тие може да останат, меѓутоа се знае каде се, што се и колку се. И тие имаат право на глас, никој не го спорува. Меѓутоа, верувајте дека во тој избирачки список има граѓани, точно е тоа, кои што се многу одамна заминати, кои што немаат променена адреса, кои што можеби имаат или немаат нова лична карта и врз основа на патна исправа. Во крајен случај стојат во меѓународните стандарди патната исправа, пасошот не е документ и за гласање. Веродостојна личната карта. Оние 35.000 што ги нема. Останати и така натаму. Бидејќи заминал еднашка, не е вратен, го нема и така натаму. Значи проблемот на уличниот систем од теренската проверка. Проблемот со теренската проверка се утврди колку има повеќе бирачи, гласачи на една иста адреса. Теренската проверка докажа и покажа колку наши граѓани кои што не се во избирачкиот список обележени дека се во странство, меѓутоа со теренската проверка спорва и тоа на кој малк процент на учесници, односно на проверки кои ќе направиме. Бегањето дека не треба да се проверуваат оние 123.000 и така натаму, за да после 10-15 дена, добро треба, па сега треба, па на крајот ќе искочи да, сега треба, меѓутоа тие да ги стакнеме јавно, транспарентно и така натаму. Па избирачкиот список добар беше што се објави јавно и транспарентно. Појавите и проблемите ги откривме.
Меѓутоа веднаш другиот ден го скривме тоа дека не може да се види. Документи и примери имаме секој од нас. Како сакате, јас го кажав мојот пример 20 години, живеам во стан, уште 4 особи имам кај мене. Поташнава сега носам овдека, од радиодифузија завчера ми стаса на X лице кој што нема ништо со мене заедничко, а требало да плати радиодифузна такса и така натаму. Тоа значи несредени работи во институции на системот. Реформите кои што се предлагаат, јас со години ги предлагам тоа, на нефункционирање на институциите во системот е следно, дека тоа мора да се створи веднаш. Бројката е неимолива. Меѓутоа етничката припадност, да речам, верската припадност и така натаму, не праша во избирачкиот список кој е нивниот број. Не е важно кој е каде е. Стои тоа дека влијанието на политичките партии е големо и силно врз изработката на избирачкиот список. Нефункционирањето на Министерството за внатрешни работи, на Управата за матични работи и на 10-11 институции кои што не се компатабилни меѓу себе, не можат на крајот да го дадат резултатот и доаѓа до уште поголема збрка и збунетост и неверодостојност, односно забуна граѓаните. Во сето тоа од она што е присутно секако мора да се прават. Јас во една дебата на ТВ21, примерно со подпредседател на Државната изборна комисија, вели, јас ги бранам интересите. Експерте, ве молам, како вие браните интереси на некого едно друго? Вие сте за вредостоен. Па ние не сме виновни, вино е Министерство за внатрешни. Па вие само верификувате и подпишувате список. А внатре што има? Произлегува на крајот, бидејќи долго време го журуваме тој список, да не речам, е следното. Во тоа само се кумулира нешто. Меѓутоа, без да се враќаме назад, што треба да бришеме и додаваме. Најдобар доказ, велам, беше умрените починати лица кои што не се ажурираат редовно, не се пријават и така натаму. Што е функцијата на институциите? Од тука произлегува дека при ваква државна изборна комисија, за која што постојано ве се говори, е далеку од она што е експертска, стручна и да работи на стварност на веродостојноста и она што е вистиното за државата. Велам дека сија се активности кои што беа спомнати и предлози и реформи мора да се направат во системот на државата кон подобрување на ова стручно, експреско и непартиско силно влијание во институциите, па посебно во Државната изборна комисија. И не може никогаш да се префрлува топката Државната изборна комисија само да го потпише избирачкиот список, меѓутоа што има внатре не може до крај да го прочисти. Затоа што таков го добило од надлежна институција. Па проверете ги документите на оние пред точно 40-50 години што се заминати во странство. Тие ниту се родени во земјата, ниту живееле во земјата, ниту имале постојано место на живење, а се наоѓаат во избирачки список. Бројката за мене не е битна. Битни се појавите на она што е појавено во избирачкиот список. Битно е тука се добива веродостојноста, тука се добива веродостоен избирачки список на кој што граѓаните ќе имаат тако. И на крајот, секако тој избирачки список мора да биде доставен на јавноста, на граѓаните, да секој на вистина се најде внатре, се провери, ги каже своите состојби и сето тоа се ажурира врз основа на соодветната документација која што имаме. Тоа е личната карта, документ кој што е надлежен го издава Министерството за внатрешни работи. Ја имав еден предлог уште порано и сега и во иднина кон Министерството за внатрешни работи, тоа е точно дека нема база и регистри кои што треба да бидат соодветни, да влезе врз основа на што е издадена таа лична карта, врз основа на што е дадена таа патна исправа. Без никаква документација. Само документ дека ја имам лична карта. Морам да поставам барање. Морам да ми го задоволи некој барањето. Мора да ми одговори, позитивно, негативно. Се издаваат лични карти, не 35.000, ама тие сега ги говориме. Меѓутоа, наназад, колку се такви издадени, на наши кои што се заминати, не наши. Едно е воѓат дека ние сме чувствуваме во Австралија, македонци, во една дебата ми викат ние сме 600.000. Меѓутоа, од каде сте отидени, каква документација имате? Ниту е роден, ниту е живел, ниту е престојувал, ниту имал документ на лична карта или било што некоја исправа од Република Македонија, сега во избирачки список. Како го добил? На крајот викат, извинете, Господа, не е на помош да го испитаме тоа. Тука се појави тие проблемите и со едни вакви стручни, експрески и институционални проверки, али професионализам и во институциите на системот, поготово што го вода това. Нема мој, твој, нема наши, ваш, нема вака припаѓа, така припаѓа. Како е? Соодветно согласно законите. И на крајот, значи, мора примена на законските опредбори кои не ще е дадени.